Полицијата го има оружјето, моќта, кај нив е силата, дадена им од страна на граѓаните за да бидат побезбедни и посигурни, но дали таа секогаш се употребува против оние што реално го прекршиле законот или зад полициските пендреци, знае да се крие злоупотреба и употреба на моќ против немоќните. Искуството покажува дека во голем дел нивната сила се користи токму спротивно на правата на оние кои треба да бидат заштитени. Се уште е голем бројот на граѓаните кои барат заштита од Народниот правобранител по однос на полициското постапување. Граѓаните најчесто бараат заштита од омбудсманот по однос на полициското постапување, по однос на непрофесионалното полициско постапување и исто така има една карактеристика дека оваа година дека граѓаните се повеќе почнуваат да бараат заштита и на тоа што значи некоректен однос од страна на полициските службеници спрема граѓаните при вршење на полициските работи. Повеќе од 4% од представките на граѓаните кај Народниот правобранител се однесуваат на полицијата. Најголем дел се за непреземање мерки за заштита на нивниот живот, за насилство и за прекумерна употреба на сила. Полицискиот сектор претрпе реформи со цел да се санкционираат полициските кадри кои ги прекршиле правата на граѓаните. Законите постојат, но дали така како што се направени се доволни за да ги заштитат граѓаните од несовесното постапување на дел полициски службеници. Случајот со смртта на младото момче од скопската населба Козле, Мартин Нешковски, кој лани загина од раката на припадник на полицијата, стана еклатантен пример дека законите и практиката не секогаш одат заедно. И пол, 20 за 1 од прилика. Значи само се вртам одеднаш, гледам дали беше полициски службеник од Алфа. Рачуне само брка, гледам само еден дечко како го брка и одеднаш падна дечкото се сопна помеѓу клупа тука кај Форнети киоскот. Му мамна еден бокс, значи брутално го хвана. Бокс, нога во глава, фати за главе од клупата го лупна и пак уште еден бокс и кога го виде дека не мрда, го фати одеднаш, го крена на клупата, го стави, почна да се преправа Божен вода дека пара и зема го попрска и викна другите од обезбедувањето, дечкото не даваше сигнали на живот, значи знаци на живот, кај него воопшто немаше. Значи, таков настан воопшто не е пријавен во Министерството за внатрешни работи и доколку имате какви било сознанија и информации, ви стоиме на располагање за да го пријавите настанот. Тие губија, државата ми губи син. Детето помош барало, тие губиле и 2 дена го држа за да го прекријат делото. Ми кажуваат денеска дека детето од неделата починато. Вие не знаевте ништо не? Ништо не знаем, не од работа денеска си дојдов и ми кажуваат дека ми е мртов.
Контроверзиите во случајот на смртта на Мартин и нетранспарентноста на полицијата на улица изведе илјадници млади луѓе на спонтани непартиски организирани протести. Под сомнеж се стави начинот на кој функционира полицијата и потребните дополнителни реформи во оваа сфера. Спасов не бил сам. Спасов имал покрај него двајца униформирани, што цело време биле тука и во суд кажаа дека Мартин не бил никаква опасност и не правил ништо буквално за да се тргне кон него со таква намера да се убие. Ние имавме до пуштена тужба за четворица, тоа се двајцата униформирани, еден неуниформиран, тој се еден непознато лице беше, и човекот од МЕПСО што наводно помагал, а затешкувале докази. Фактички миеле со вода и така натаму. До нив имавме кривична и таа ни беше одбиена, потоа поднесовме истата субсидиарна тужба до судот и таа ни беше одбиена. Од МВР не се согласуваат со ваквиот став. Во писмен одговор тврдат дека за нив случајот е завршен, а зголемена и професионалноста на полицискиот кадар. Во минатата година 1250 припадници на МВР биле испитувани за пречекорување на овластувањата. Од нив за 228 била поведена постапка за утврдување одговорност, а 9 биле суспендирани додека да заврши постапката. Случајот на Мартин покажува многу други проблеми, вклучително и политички карактер, неспремност да се прифати одговорноста за сериозни пропусти. Покажува неспремност на системот да се контролира. Покажува дури уште полоши работи, на неспремност да се вреднуваат процедурите. Било кој човек со чувство до сега ќе се тргнеше од таа функција. Во едно општество во кое што владае правото, имате процедури кои што се
не можете да ги да помислите да ги прескокнете. Значи тоа што се знае, ако има инцидент од таков тип на убиство или на смрт или на тортура од полицијата, имате чек листа што е прифатена како меѓународен стандард и во сите демократски општества, што мора да се направи, мора да се поменат низ процедури. Ова што се виде во случајот обид да се зацкрие тоа за да се избегнат политички негативни ефекти врзани со успехот на изборите на власта, покажува уште полошо дека ние немаме совладано процедурата како институција. Глобалните проблеми генерално за секторот за внатрешна контрола е детектирана и во неколку извештаи на Европската комисија за напредокот на Република Македонија кон евроатлантските интеграции, во делот на независноста на внатрешната контрола, затоа што согласно Законот за внатрешни работи, Законот за полиција и се она што е нормативна регулатива што го уредува прашањето на внатрешните работи и работата на Министерството за внатрешни работи, првиот човек на секторот за внатрешна контрола е помошник на министерот. Значи, министерот го именува помошникот за внатрешна контрола, што индиректно алудира и на една зависност во функционирањето на секторот за внатрешна контрола и од тука и сомнежот дека секогаш ќе постои една солидаризација. Сметаме дека и како има потреба од надградување на системот за рекрутирање на полициски службеници во Министерството за внатрешни работи во делот на тоа што значи кои имаат посебни овластувања. Мора се зајакнат критериумите за влез или регрутирање. Особено треба се внимава во тоа што значи стручност или професионалност. Понатака многу битно е психичката стабилност на личноста која се регрутира во Министерството за внатрешни работи. Секако како омбудсман апелирам на тоа дека лицата кои се регрутираат треба да поседуваат доста познавања и да имаат свесност кон почитувањето на човековите слободи и права. Проблемот е многу посуштински, многу подлабок. Не само оваа актуелна власт, туку и претходните немале едноставно сенс, немале чувство дека МВР треба да се похуманизира, дека нивната работа треба да биде многу попрофесионална, затоа што начинот на функционирање на МВР се знае. Преку Министерството владата има контрола над граѓаните и над државата. Токму во тоа лежи проблемот. Ние се уште во Министерството имаме припадници кои што се од претходниот систем, тие можеби се во помалу броен број од претходно, меѓутоа се уште тие стари структури на бившата ДБК и останатите служби функционираат и можеби тие се некои од кошничарите заедно со оние кои што го раководат и управуваат Министерството. Токму поради бројните недостатоци во оваа сфера, граѓаните се одлучуваат по судски пат да ја бараат правдата, но и таму наидуваат на препреки. Да се тужи полицијата, очигледно е меч со две устрици. Тука кажува праксата дека ако поднесете вие пријава против припадник на Министерството на внатрешни работи за пречекорување на овластување во служба, автоматски добивате повратно за напад на овластено лице. Комитетот за превенција тортура и Советот на Европа, Европскиот суд за човекови права, постојано веќе неколку години ја прозива
ги прозива судиите, обвинителите дека не си ја вршат својата улога во расчистување на овие случаи кои што имат тортура, злоупотреби и слично. Затоа ние завршуваме со овакви инциденти кои што Македонија ја прават една држава која што не се расчистуваат овие случаи, случајот на давењето во кофа, разни други случаи на самоубиства сумнителни во полиција, во затвори, на случајот Нешковски, но да се случаи кои што оставаат една многу грда слика дека се е можно да се задачка. Разбрав дека наводно во еден дневен печат биле објавени укажувања од страна на некои органи дека тамо каде што државата се јавува како странка би требало процесите да забават, да се одолжуваат, да не се насрочуваат. Тоа во секој случај не покажува, да кажам, еден однос на една држава која претендира на примена на принципи, на владење на право, на демократија, па и ако сакате, и на немање на дискриминација. А да не зборувам за она најважното што е правната сигурност, државата треба на секого да обезбеди. Па така, откако ќе бидат исцрпени сите судски инстанци, случаите завршуваат во Страсбур, што представува само уште една потврда за реалните проблеми во оваа сфера. година кафе бар Паладиум, член на резервниот состав на МВР, влегува во кафулето. Околу 4 часот утрината, кога не му ја пуштаат песната што ја порачал, тој го вади службениот пиштол и пука. Куршумот завршува во раката на келнерот Сашо Георгиев. Како резултат на застрелувањето во десното рамо доаѓа до целосно оштетување на моториката на десната рака и човекот до ден денеска десната рака му е така речи неподвижна и неупотреблива. После настанот покренавме постапка против Република Македонија со оглед на тоа што стануваше за припадник на Министерството за внатрешни работи во текот на 2002 година, која што постапка заврши со одбивање на тужбата за исплата на оштетно побарување кон клиентот и истиот тип на пресуда беше донесен и од страна на апелациониот суд во Скопје, значи беше одбиена жалбата и беше одбиена ревизијата пред Врховниот суд на Македонија, пошто беа исцрпени правните можности да се оствари правото во домашното правосудство, што е основен предуслов да биде поднесена апликација до Европскиот суд за човекови права во Страсбур. За среќа за клиентот, за жал за нас како граѓани на оваа држава, ја добил пресудата по основ на загрозено право на живот, што е досега прва и единствена пресуда од таков вид и карактер и пресуда за повреда на право на живот. Судот наложил на Георгиев да му се исплатат 4.000 евра на име материјална штета за болнички трошоци и 12.000 евра за нематеријална штета поради претрпена болка. Резервистот пак во Македонија бил осуден на условна казна. И овој случај не е единствен. Многу пари се одлеја од буџетот откако граѓаните пред судот за човекови права успеаа да докажат дека припадници на полицијата отишле многу подалеку од она за што се овластени. Периушан Јашар и неговиот пријател седнуваат во кафеана. По расправија поради коцка на соседната маса почнува да се пука. Доаѓа полицијата, се упатува кон масата на Јашар и пријателот. Со влечење за коса ги внесуваат во комбето, ги носат во локалната полициска станица и ги сместуваат во 2 одвоени келии.
Околу полноќ влегува еден, а подоцна уште еден полицаец. Тупаници, клоци, боксови. Ваков третман уприредува полицијата на Јашар до 5 изутрина. Достапа до 7 сату беше малтен, многу беше тепан. Савалето унесаме директно во болницата и беше задржан во болница, 14 дена беше задржан во болница. Многу цело беше за нив, многу беше тепан. Имам си докази, беше снимано у вестник. Се многу беше тепан, превише беше тепан, многу беше малтиран. Дури крив сум се мочал, многу беше малтиран, многу беше тепан. По излегувањето од болница Јашар поднесува пријава против непознат полициски припадник, но од обвинителството 1 година не добива одговор. Потоа пријавата е одбиена, но судот во Страсбург го обештетува со 3000 евра, бидејќи обвинителството и судот не сториле доволно за да ја докажат вистината. Имаше и многу да кажам, суптилни прашања кои што треба да се разрешуваат. Имаше и многу суптилни прашања кои што се разрешуваа, како што е, например, постапката на полицијата во делот на однесувањето со граѓаните, каде што се јави како проблем дали доволно се испитувало што полицијата во тој конкретен предмет правела и дали истите тие, ако дојдено до некое сознание дека направиле некои дела кои што не се во согласност, не само со законот, него и со кодексот и така натаму, дали тие лица биле казнувани и што државата превзела во оној дел што значи обврска процедурално да ги третира одредените проблеми. Државата не покажа нити волја, нити покажа начин на кој што тоа прашање го елаборирала во домашната сфера. Во Македонија власта тешко прифаќа независна контрола врз полицијата, нешто што првично беше иницирано од движењето Стоп за полициската бруталност. Тие бараат МВР да добие надворешна контрола, која би ги санкционирала пречекорувањата на надлежностите на полицијата, предлог кој не беше прифатен од владеачкото мнозинство. Движењето против полициската бруталност упати низа на барања, но суштинското беше замена на досегашниот сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди со формирање на независно граѓанско тело, со што ние алудираме на формирање на цивилен сектор за контрола над работата на полицијата, кој што во некоја форма би содржал поранешни полицајци во пензија, би членувале во тоа тело експерти по кривично право, експерти по полиција, по безбедносни прашања. Тоа беше еден дел од нашата иницијатива. Вториот дел од предлогот се однесуваше на зголемување на надлежностите кои што ги има народниот правобранител или пак формирање на сосема ново тело, така наречен полициски омбудсман. Во светот има разни системи на контрола. Зависи кој модел општеството ќе го прифати, но многу битно се, без разлика кој модел ќе биде прифатен, многу битно е инструмент, односно механизмот да ги поседува атрибутите кои се неопходни, без кои се не може да се каже дека тој механизам може навистина професионално да функционира и да ја постигне целта. А тоа се почнувајќи од поставеноста, тоа значи независноста од секаков аспект, неможноста за влијанија, стручноста и така натаму. Во Австрија, например, изразена е граѓанска контрола врз моќта на полицијата. Системот и законите им дишат во врат. Откако Комитетот за превенција од тортура констатирал повреди на човековите права, се формирало посебно тело во МВР, кое треба да е независно од политички влијанија и да го наблюдува односот на полицијата кон граѓаните. The Human Advisory Board is completely independent. It does not depend in any way from the minister. And as I told you, there will be necessary to find a balance between the view of NGOs and the view of the representatives of the administration. You have so many people in a small country who have the power to carry out unannounced visits to all places of detention under the authority of the Minister of Interior. This might be very, very small police stations, police lockups outside in the country,
Might also be bigger police jails where you have 100 or 200 persons detained. But unannounced visit also means that we can speak in private with every detainee and trying to find out how have you been treated here where you are now detained, or how have you been treated when you were arrested by the police. Нашите обиди за интервју со министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска беа залудни. Ова е барањето за интервју што го испративме на 19 февруари годинава. Но наместо интервју во врска со работата на секторот за внатрешна контрола, добивме писмен одговор на 30 страници за реформите на ова поле. Но очигледно реформите во оваа сфера треба да се зајакнат со што поголемо темпо. Надвор од тоа што државата ги губи споровите пред Страсбур, а со тоа губи и пари од буџетот, туку и затоа што зад себе остава семејства и недолжни жртви на несовесни полициски припадници. Изгубивме млад човек и многу близок. Нема што да се каже. Изгубивме све буквално.